Почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска ќе биде објавен тендерот за универзален снабдувач во Република Македонија. Универзалниот снабдувач е категорија која што се воведува, значи, за заштита на цената на електричната енергија за домаќинствата. Универзалниот снабдувач ќе биде наменет само за домаќинствата во Република Македонија, додека сите останати, значи и мали и големи компании, ќе бидат на слободниот пазар. Тоа ќе биде за бенефит на компаниите, бидејќи знаете дека сите компании кои што досега имаа право да излезат на слободниот пазар, тие имаа намалување на електричната енергија и до 40%. Еден дел од компаниите, а тоа беа малите компании кои што имаа мал број на вработени, дуќани и така натаму, тие и понатаму останаа, значи, на индустриската тарифа на електрична енергија, тие сега со новиот закон добиваат можност апсолутно сите да излезат на слободен пазар и тоа ќе биде нивни бенефит, бидејќи практично тие мали компании кои што представуваа носители на овој транзиционен период, мали семејни компании, семејни бизниси, пекари, дуќани и така натаму, до сега плаќаа висока цена на електрична енергија, а сега ќе можат да имаат бенефит, значи да имаат намалување на тие сметки и да бидат на слободен пазар. Што се однесува до домаќинствата, универзалниот снабдувач, за да може да ја заштити цената на домаќинствата, ние воведовме две работи. Првата работа, благодарение на разбирањето на енергетската заедница, а при тоа за да ги задоволиме, значи, директивите на Европската унија, воведовме да ЕЛЕМ како производител на електрична енергија во Република Македонија во државна сопственост, што и понатаму ќе остане, 80% во првата година, 2019, од своето производство може да му ги даде на универзалниот снабдувач, без разлика која ќе биде цената на електричната енергија на светските берзи. ЕЛЕМ, ако домаќински работи, а бевте сведоци дека последната година регулираната цена на ЕЛЕМ се намали од 41 евро на 39 евра по мегават час. Доколку таа тенденција на домаќинско работење и понатаму продолжи, таа ќе варира тука некаде околу 40, додека знаете дека цената на електрична енергија на светските берзи моментално е порасната над 50 евра по мегават час. За да ги заштитиме граѓаните од овој ценовен шок и да не се случи, значи, качување на цената на електричната енергија рапидно, и понатаму ЕЛЕМ доминантно ќе ја дава електричната енергија преку универзалниот снабдувач за домаќинствата. Тоа е предвидено да трае секоја година да се намалува по 10% и да последната 2025 година 30% од производството на ЕЛЕМ биде наменето за домаќинствата. Ако се земе во предвид дека и 40 до 50%, значи, од производството на ЕЛЕМ е доволно за задоволување на домаќинствата, тоа значи дека интересот на граѓаните е заштитен во следните 5 години. Со други зборови, претходниот закон предвидуваше целосна либерализација во 2020 година, кога, доколку нели цените пораснат на берзите, граѓаните можеа да претрпат одреден ценовен шток. Сега, со овој механизам, онака како што како влада ветивме, нема да го претрпат тој ценовен шок и ќе биде заштитено, ќе може да расте цената на електрична енергија согласно растот на стандардот или приходите, но не и онака како што е на светските берзи. Ценам дека е многу важно да напоменеме дека ова апсолутно е, значи, во согласност со целокупната европска регулатива и директива и она што е една од основните дилеми, дали и понатаму ефтината тарифа ќе опстане, да, таа ќе продолжи да важи онака како што и денеска важи. Она што мислам дека треба уште дополнително да го потенцирам е дека универзалниот снабдувач веќе нема да презентира пред регулаторната комисија трошоци кои што регулаторната комисија ќе му ги прифаќа и понатаму тие да влегуваат во цената на електричната енергија, бидејќи тука секогаш вие нормално кој да е снабдувач има интерес да прикаже колку што е можно повеќе трошоци, а регулаторната комисија тие да ги прифаќа и тука за да се избегне било каква субјективност, сега во тендерот е предвидено да има само маргина во која што секој снабдувач, односно оној кој што ќе учествува на тендерот, ќе треба да си ги калкулира сите трошоци. Значи, од влезната цена на енергијата, која што веќе кажав дека во најголем дел ќе биде од ЕЛЕМ, почетните години исклучиво, а понатаму во најголем дел, само треба да ја пресмета маргината која што ќе ја добие на тендерската постапка, бидејќи во тендерската постапка маргината ќе биде критериум за
нели, кој ќе го добие тендерот. Останатите критериуми можете да ги видите, значи, во текстот на тендерот кој што денеска ќе биде објавен, а тие можам само да ги сублимирам како два најклучни. Едно е да може да учествува било кој од 28 снабдувачи кои што денеска имаат лиценца во Република Македонија. Може, значи, мора да има капацитет финансиски од најмалце 20 милиона евра оперативен капитал и треба да може да има билинг систем, односно способност да испорачува сметки према крајните купувачи во Република Македонија, односно према домаќинствата. Јас тука би застанал со излагањето и отворен сум за прашања, нели, повеќе доколку има после овие изјави, и министерот за економија ќе објасни доколку нешто јас пропуштив во овој дел. Благодарам. Повелете. Фала, вице-премиере, почитуван подпредседател на владата, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Јас накратко ќе се обратам на македонски јазик за да не се повториме со вице-премиерот, па потоа детално ќе се обратам и на албански за да имате инсерти медиумите и на албански јазик. Значи, првично мене како министер за економија, министерство кое е и надлежно за енергетиката, ме радува фактот што ветувањата од страна на владата кон граѓаните, но истовремено и кон бизнис заедницата, ние навремено ги исполнуваме како влада и сега сме воведени во ситуација каде што веќе сме ги изготвиле сите потребни документи, подзаконски акти, уредби и слично што се однесува до новиот закон за енергетика и објавуваме тендер за да избереме универзален снабдувач кој е предвиден со новиот закон за енергетика. Што се однесува до придобивките од универзалниот снабдувач, како што спомна и вице-премиерот, мене ме радува фактот што веќе сите микро, мали и средни предпријатија во Република Македонија ќе имат можност за да одберат дали ќе останат на слободен пазар или ќе се снабдуваат со електрична енергија од страна на универзалниот снабдувач, што ние веруваме дека освен што ние им даваме можност на домаќинствата, истовремено им даваме можност и на тие бизниси за да се снабдуваат со поевтина електрична енергија, што претhodно и не било така. Значи, барањата од малите, микро и средните предпријатија кои биле согодени кон владата на Република Македонија, ние со новиот закон, но и со избирање на универзален снабдувач ги исполнуваме, а истовремено им даваме можност за тие да ги намалуваат трошоците, имајќи го предвид дека тие и се двигатели на економијата на нашата држава. Тука би завршил со моето обраќање на македонски јазик и ќе ми дозволите сега накратко да сублимирам све на албански јазик за да имат можност медиумите да имат инсерти од тоа. Pratat nderuari zëvendëskryet ministër për çështje ekonomike, të nderuar përfaqësues të mediave, shumë të respektuar antar të komisioneve të cilët kanë punuar sa i përket ligjit për energjetik, po njëkohësisht edhe akteve nënligjore, por edhe për përcaktimin e kushteve për të zgjedhur furnizuesin univerzal në Republikën e Maqedonisë. Sa për informimin tuaj, me vendosjen e furnizuesit univerzal në Republikën e Maqedonisë, ne kemi vendosur që t'ju japim një mundësi më shumë anvisërive, po njëkohësisht edhe ndërmarrjeve të vogla edhe të mesme, të cilat do të kenë mundësinë që vetë të vendosin a do të rrinë si deri tani në treg të lirë, apo do të kyçen dhe do të zgjedhin furnizuesin univerzal për t'i furnizuar me energji elektrike. Me vetëm qëllim për t'i mbrojtur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilët janë edhe motori i ekonomisë së Republikës së Maqedonisë, neva kemi dhënë këtë mundësi dhe pikërisht me zgjedhjen e furnizuesit univerzal, ato do të kenë mundësi që njëkohësisht edhe të reduktojnë kostet e operimit në ndërmarrjet e tyre, me këtë të bëhen më likvide,
po edhe më konkurente në treg. Ne si qeveri jemi të përkushtuar që kjo thirrje publike të jetë sa më transparente e mundshme dhe kjo ishte edhe qëllimi i këtij pres konference, apo më mirë ta quaj edhe një briefingu ku në mënyrë detaje kishim mundësi që me zëvendës kryeministrin të njoftojmë përfaqësuesit e mediave, të cilët janë edhe njerëzit të cilët e shpërndajnë lajmin, po njëkohësisht edhe njoftojnë qytetarët në mënyrë detale se çka do të jenë përfitimet me zgjedhjen e furnizuesit universal. Andaj, ne shpresojmë që deri në fund të vitit të gjithë procedurat të kryen sipas parashikimeve dhe nga viti i ardhshëm të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, anvisrit, ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme, të zgjedhin vetë se nga cili furnizues do të kenë dëshirë të furnizohen. Këtu dua të theksoj faktin që të gjithë qytetarët e mbajnë mend kur u liberalizua tregu i telefonisë mobile, andaj të gjithë ato të cilët kanë licencë për të furnizuar me energji elektrike në Republikën e Maqedonisë, do të jenë të detyruar në një farë mënyre që të hapin oferta të cilat anvisrit do t'i zgjedhin sipas nevojave dhe kërkesave të tyre. Ju faleminderit shumë dhe shpresoj dhe njëkohësisht u bëj thirrje juve përfaqësues të medjave që të ndiqni hap pas hapi të gjitha procedurat deri në zgjedhjen e furnizuesit universal. Ju faleminderit. Најавен меѓународен тендер, зошто се одлучивме на домашна аукција, нели со меѓународен тендер може да се смалат, да имаме поголема конкуренција и нели да пониски маргини? Значи, согласно законите во Република Македонија и законот за енергетика и претходен и сегашен, а и согласно меѓународните регулативи, кој и да може да учествува на тендерот, мора да има лиценца извадена за снабдување во Република Македонија. Во таа смисла, значи, не е ограничено да не може да учествува меѓународна компанија, секој снабдувач, било кој од тие 28, може да влезе во соработка со било која компанија од светот и вообичаено тоа така и се прави, така да практично на тој начин овој тендер е отворен за целиот свет и за целата енергетска јавност во Европа и пошироко кој има интерес тоа да го направи. Што доколку до нова година не се избере универзален снабдувач, овие 28 снабдувачи или другите компании кои што ќе учествуваат ќе излезат со многу повисока маргина што нема да ни одговара. Согласно законот за енергетика, онака како што е сега донесен, владата има право, доколку цени дека нема добиено соодветна понуда или добра понуда, да го поништи овој тендер и во тој случај останува во сила се како што важи денеска. Значи, операторот на дистрибутивниот систем и снабдувачот на тарифни потрошувачи, кој што во моментот е Евана, ќе продолжи и понатаму да работи согласно постојната законска регулатива. Со други зборови, ние ќе го избереме универзалниот снабдувач само во тој момент кога ќе бидеме сигурни дека тоа ќе биде за доброто на граѓаните. Би плаќале тогаш пенали? Не, нема пенали, бидејќи во тој случај може тој кој што го објавува тендерот да во секој момент нели го преобјави, односно не донесе одлука за изборот, као и за секој друг тендер согласно законот за јавни набавки. Би сакал дури малку ако може да го промениме темата за министерот Бектеши, таа праштоја да Шqipët dhe Maqedonisht pyetjen. Sot e pam se me ligjin aktual, mbrohen interesat e qytetarëve, por nuk folet konkretisht për uljen e çmimeve, ato që janë mësuar ta presin qytetarët. A një mundësi e tillë ishte domethënë edhe premtimi për fotovoltaiket, nëse nuk e gaboj. Ndërkohë është procedura për ato. Значи го прашував за колегите што нема превод, со новиот закон или се зборуваше за заштитата на граѓаните, во интерес на граѓаните, но не се зборува многу за намалување на цените што го очекуваат највеќе граѓаните, но исто така беше ветување фотоволтаиците, ако се така на македонски. Докаде е процедурата за нив? Ќе одговарам првично на албански јазик. Па, sa i përket instalimit të fotovoltaikëve, ne si qeveri kemi vendosur që të hapim mundësinë të gjithë investitorëve potencial dhe të gjithë të interesuarve që në Republikën e Maqedonisë të instalohen deri në 200 megawatt fotovoltaik. Sa i përket procedurave, ne vetëm që e kemi filluar procedurën,
Javën e kaluar në seancë të qeverisë e kaluam edhe informacionin e përgatitur nga ana e Ministrisë Ekonomisë, ku detyrojmë Agjencionin për Planifikim Hapësinor në bashkëpunim të thellë me Agjencionin për Katastër, me Ministrinë e Transportit, por njëkohësisht edhe me Ministrinë e Bujqësisë, që të definojnë lokacionet e mundshme, të cilat do të mundemi ne si ministri, por njëkohësisht edhe si qeveri, që t'i shfrytëzojmë dhe pastaj të shpallim edhe thirrjet publike, të cilët do të jenë në mënyrë transparente dhe elektronike, ku çdo investitor i cili do të ofroj premium më të vogël, edhe do të ketë mundësinë që të instaloj fotovoltaik në vendin tonë. Andaj, vendimi i qeverisë është që nga viti i ardhshëm të shtojmë kapacitetet e prodhimit nga ana e fotovoltaikëve në Republikën e Maqedonisë, edhe ajo do të jetë 200 MW shtesë prodhim vendas në Republikën e Maqedonisë. Znači da odgovaram i na makedonski jazik, nije što se odnesува до фотоволтаичните фарми, да ги наведам на таков начин, ние како Министерство за економија во тесна соработка со тимот на вице-премиерот, но истовремено и јас и вице-премиерот сме биле вклучени. Претходната влада ние ја поминавме информацијата каде што ги задолжуваме Агенцијата за просторно планирање, кој треба во тесна соработка со Агенција за катастар, Министерство за транспорт и врски и Министерство за земјоделие да одредуваат локации каде што имаме државно земјиште, за оттогаш, откако ќе ги добиеме тие локации, ние како влада да ги објавиме во тендерска постапка која ќе се спроведе во аукција, а сите потенцијални инвеститори наредната година ќе имат можност за да се вклучат во тие повици и тој што ќе понуди помала маржа на премиум и тој ќе биде добитник и ќе може да инсталира фотоволтаични централи во Република Македонија. Во неколку наврати ние сме се изјасниле дека како влада имаме во план да им овозможиме на сите заинтересирани за да инвестираат во фотоволтаични панели во Република Македонија и ќе инсталираме дополнителни 200 мегавати во наредните години. Во врска со другиве снабдувачи што можат граѓаните да ги изберат на слободниот пазар, до вас. На кој период ќе се склучуваат овие договори? Значи на месец, на 3, на 6? Дали тоа зависи од компанија до компанија и колку лесен ќе биде трансферот, доколку да речеме еден граѓанин се предомисли, да речеме 3 месеци сака да биде снабдуван од една фирма, па после сака да се префрли на друга? Значи, граѓанинот ќе биде гарантирано снабдуван од универзален снабдувач. Доколку тој сака да оди на слободен пазар, тоа може да го направи во рок од 1 месец. Прашањето што вие го поставивте, значи за преминување од еден на друг снабдувач, тоа е и за компаниите, истото важи, да, може да го направат согласно правилата за снабдување. Не ме фаќајте за збор, мислам дека е со најава од месец дена или 45 дена, не сум точно сигурен, го пишува во правилата за снабдување. Значи е за сите исто, но значи било кој учесник на пазарот, односно клиент или консумент на електрична енергија, може да го смени снабдувачот многу брзо, единствено значи треба да си ги подмири сметките према претходниот, иако тоа не е услов за промена, но нели е нешто што би требало да се случува. Наредно прашање? Замолувам микрофончето ако може само. Оние граѓани кои што имаат долг кон Евана, конкретно сега, и плаќаат на рати, можат тие да излезат на слободен пазар? Значи, универзалниот снабдувач ќе важи за сите. Може би Евана ќе биде повторно добитник нели на тендерот. Јас се надевам и лично очекувам дека тие ќе се појават и дека ќе имаат нели они го познаваат пазарот и дека ќе учествуваат во ова тендерска постапка. Но без разлика кој да биде во еден универзален снабдувач, обврските кои што согласно закон за облигациони односи или согласно некакви репрограми кои што се направени, си остануваат тие кои што граѓаните ги потрошиле, треба да се ги платат. Прашањето ми беше дали ќе може да излезат на слободен пазар додека се должници во исто време.
Да, ќе може да излезат на слободен пазар. Рековте доколку ги исполнат критериумите, колку фирми може да бидат одбрани како универзален снабдувач? Една фирма. Само една? Една фирма. Иначе се надевам дека ќе се создаде конкурентен процес и дека ќе има повеќе апликации, но една на крај ќе биде универзален снабдувач. Доколку немаме други прашања, јас би сакал да ја затворам ова пресконференција, овој брифинг со една најава. Утре вице-премиерот Ангјушев, министерот Бектеши ќе присуствуваат, односно ќе остварат средба со британскиот министер за Европа и Северна Америка, господин Алан Данкан. Таму ќе се подпише и меморандум за соработка за креирање на стратегијата за енергетика на Република Македонија. Утре во 10:30 би требало сите медиумски екипи кои се заинтересирани да бидат на Кањон Матка. Во ресторанот Кањон Матка ќе се подпише меморандумот за соработка. Ова е најава, ќе ја добиете и писмено, меѓутоа еве сега да ве известиме и вака усно. Ви благодарам на сите за присуството и вниманието. Благодарам, вице-премиер министре.